Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Виница ја одржа последната седница за оваа година, на која меѓу другото се разгледуваше предлог буџетот за 2019 година и предлогот за негово извршување. При тоа беше констатирано дека има известно намалување во однос на нацрт буџетот поради нереализирани приходи од продажба на градежни парцели. Советот на општина Виница на последната седница за оваа година го изгласа вкупниот буџет за 2019-та. Тој ќе изнесува 290 милиони денари, од што 105 милиони се за основниот буџет. Оваа сума е за околу 10% пониска во споредба со предложениот нацрт буџет, односно ќе биде искажан дефицит од околу 14 милиони денари. Причина за тоа, меѓу другото, е што до крајот на оваа година не се реализирани дел од планираните приходи, меѓу кои околу 2 милиони денари од продажба на градежно земјиште. На седницата на Советот немаше многу дискусии за финансискиот плански документ, освен забелешките од опозицијата дека материјалите им биле доцна доставени, па не можеле навреме да ги разгледаат. Како член на Советот на општина Виница го немам разгледано детално буџетот на општина Виница. Причината е една и едноставна. Истиот беше доставен на советниците во вторник. Значи ти практично ден и пол да имаш време да разгледаш детално буџетот 50 на страни е просто невозможно. Она со што не се согласувам е тоа што останува планирано во буџетот во расходната страна 1 милион денара за изработка на детални урбанистички планови, што е намалување во однос на претходната од 2 милиони и 300 илјади денари. Намалени се трансферите за спортските клубови од 1 милион и 500 илјади денари претходниот буџет на 1 милион 300 илјади во нацрт буџето, за да сега во предлог буџетот тие бидат намалени на 1 милион и 48 илјади денари или фактички намалена е поддршката за спортските клубови за 1/3, мада очигледно во јавноста се представува друго, дека има зголемување на поддршката на спортските клубови. Образложение за намалување на буџетот во однос на планираното даде градоначалникот Димитров. Градежната парцела која што зборевме дека ќе биде продадена и очекувавме приливот да легнат на сметката до крајот на годината, не легна, така да 2 милиона денари намаливме од проектираната вредност на нацрт буџетот, во делот на буџетот, и тоа намаливме и во делот на финансирање на 306 илјади денари на комунално возило добиено преку проектот од страна на UNDP, така да тие средства ги уплативме и намаливме некои други ставки. Истакнавме и на самиот состанок на нацрт буџетот дека во делот на, бидејќи сме скратени, за да можеме да донесеме буџети со висина од 114-115 милиони денари, а реализацијата, за разлика од сега каде што реализацијата ќе биде 80%, претходните години беше 60%, така да реализацијата со оглед на сегашната ситуација некаде околу 75 милиони денари имаме реализација и очекуваме дека 80% ќе биде како во делот на програмата, така и во делот на реализацијата на буџетот. Димитров даде оценка дека се работи за реално финансиско планирање, а тоа уште од сега гарантирало оти инфраструктурните и други проекти ќе можат да се реализираат со повеќе од 80%. Инаку, нешто помалку од половина од основниот буџет, Виничката локална самоуправа до година ќе го троши на капитални проекти, во најголем дел за изградба на комунална инфраструктура, а остатокот за набавка на опрема и враќање на долгови по основ на кредити. На крајот од седницата, за буџетот за наредната година гласаа само советниците од мнозинството од власта, додека опозицијата беше против. Но во однос на програмата за реализација на буџетските средства, сите дадоа поддршка едногласно. Локалната самоуправа на Кучани објави јавен тендер со кој бара поволна понуда од агенциите за привремени вработувања за ангажирање лица кои идната година ќе извршуваат работни задачи во општинската администрација. Според тендерската спецификација за оваа намена се планира од буџетот да бидат издвоени околу 13.500 евра. Општина Кочани и во наредната година ќе реализира привремени вработувања на лица кои ќе извршуваат работни задачи во општинската администрација. За таа цел на крајот од оваа тековна 2018-та
распиша јавен повик за прибирање понуди од регистрираните агенции за привремени вработувања, по чиј избор ќе склучи договор во вредност од околу 850.000 денари. Со овие пари треба да се покријат трошоците за ангажирање на 10 работници, односно за исплата на плати, надоместици за здравствено и лично осигурување на лицата, како и трошоци за нивно пријавување во надлежните институции. При тоа е наведено дека привременото вработување ќе биде за лица со завршено високо, средно и основно образование, во зависност од потребите што ќе се јават за конкретна услуга, а за што работодавачот, односно општината, претходно ќе достави барање до агенцијата давател на услугата. Доколку во текот на годината се јави потреба за остапување дополнителен број работници за вршење на привремени работи, ќе може да се побараат и повеќе од договорените 10 лица. Од давателот на услугата се бара потребните лица да ги обезбеди во рок од 1 ден од доставувањето на барањето, а при тоа тој е обврзан да изврши навременна исплата на платите за ангажираните работници. Критериум за доделување на договорот за јавната набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата за отстапен работник, изразена во проценти. Тендерската постапка е отворена до 8 јануари едната година, а средствата за реализација на договорот за јавна набавка се обезбедени од буџетот на општината за 2019-та. Наставниот кадар и учениците од гимназијата Љупчо Сантов, учесници на новогодишниот базар што го организираше Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе. Од универзитетската издавачка куќа училиштето на подарок доби стручна литература. Ученици и професори од Средното училиште Љупчо Сантов Кочани, гости и учесници на новогодишната програма на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Державин во Свети Николе. Зедоа учество на новогодишниот фестивал и базар со украси и рачни изработки кои сами ги подготвија, како и јадења од кочански ориз. Издавачката куќа при Универзитетот, Меѓународниот центар за славјанска просвета, подготви повеќе книги како новогодишни подароци за училиштето и учениците. Новогодишниот базар во Свети Николе на Славјанскиот универзитет се организира традиционално неколку години поред. На 25, 26 и 27 декември беше оваа година. Ние учествувавме на 26 декември со изложба на наши рачни изработки од страна на учениците и наставниот кадар во училиштето. Исто така, ученици од училиштето подготвуваа и традиционално кочанско јадење, а тоа е лапа, која што беше послужена на сите посетители кои беа на новогодишниот базар. И исто така оваа прилика се искористи за да универзитетот подари на училиштето неколку повеќе книги, односно стручна литература, која што го збогати книжниот фонд во училишната библиотека. Дружењето и забавата исто така беше спореден ефект, меѓутоа не помалку важен. И учениците и наставниот кадар има едно ново искуство и едно доживување кое што мислам ќе го паметат подолго време. Ваквата размена на идеи и дружења Кочанското училиште ја остварува и со други универзитети ширум републиката, кои се од особено значење за понатамошната определба на учениците за школување. Детската градинка Павлина Велјанова со театарски и куклени представи пресред новата година. Ги подготвуваат вработените во градинката, а се наменети за децата. Локалните фирми и компании пак на децата им донираат новогодишни пакетчиња. Театарски представи во сите објекти организираше детската градинка Павлина Велјанова в пресред на новогодишните и божикните празници. Ова е традиција Кочанската детска градинка да подготвува представи за децата во кои учествуваат вработените во установата. Како и секоја година, еве и ова во пресред на новогодишните и божикните празници, вработените во градинката Павлина Велјанова во клон 4 организираа на театарска представа за дечињата, со која ја честитавме новата година и божикните празници. Представата беше подготвена од вработените и се вика во пресред на новата година. Се надевам дека на дечињата им се допадна и со изразот на нивните лица видовме дека тие беа презадоволни. Децата од градинката беа изненадени и со новогодишни пакетчиња, донација од приватните фирми и компании од Кочани, на кои што директорката Миткова јавно им се заблагодари.
Традиционално, како и секоја година, со завршувањето на старата година, во сите објекти во нашата градинка подготвивме театарски представи, куклени представи, со која вработените и дечињата ги поздравија за минувањето на старата година и го најавија доаѓањето на новата година. По секој објект имавме сликање и дочек на Дедо Мраз, и имавме доделување на пакетчиња и воедно сакам да се заблагодарам на донаторите на пакетчињата. Голема благодарност до сите донатори и едно големо благодарам од дечињата со нивната насмевка и среќна нова година и среќни божични празници. Ваквата традиција на подготвување куклени и театарски представи за децата, градинката ќе продолжи во иднина, бидејќи пред се забавни и едукативни за најмалите кои посетуваат градинка. Осумнаесети новогодишен фолклорен концерт организира фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Ке се одржи в сабота на 29 декември во Домот на културата во Оризари со почеток во 18 часот и 30 минути. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари по 18 пат со подршка на верните спонзори организира новогодишен концерт со богата лотарија. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари обстојува, работи и го негува изворниот фолклор во населба Оризари речиси 40 години. Во составот на ансамблот членуваат над 150 членови, поделени во играорни групи во Оризари, Прибачево и Зрновци. Ансамблот одбележува уште една успешна година од постоењето со настапи во Републикава и странство. Членовите и одговорните на ансамблот со исто и по засилено темпо и со надеж за уште поголеми успеси, резултати и достигнувања ќе продолжат во новата 2019 година. Тие досега достојно го презентираат македонскиот фолклор во земјава и странство, а од фолклорните фестивали неретко се враќаат и со освоени први места. Затоа и секојдневно се зголемува бројката на нови членови фолклористи, продолжувачи на фолклорот и традициите. Новогодишниот концерт ќе се одржи на 29 декември, сабота, со почеток во 18 часот и 30 минути во Домот на културата во Оризари. Ќе се представат соората Доце, Осоговка и Водарки најголемата група, Момиодот, Рада Пере и Шопчето средната група и Крстачка и на 3 пати најмалата група играорци. Оркестарот на ансамблот ќе се представи со инструментални изведби на ора и песни. Одговорните и членовите на ансамблот Љупчо Сантов од Оризари со одржување на новогодишниот концерт, освен што покажуваат што научиле фолклористите во 2018-та, воедно им ја честите новата година на сите граѓани. Следува информацијата од спортот. Младинските кошаркарски екипи на Баскет Дино и во машка и во женска конкуренција се вратија со победи од гостувањето во Струмица. Со досега прикажаната игра, тие со право се вбројуваат меѓу конкурентите за врвот на табелата во првенствата во нивните категории. Кошаркарите на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во младинската М15 лига, продолжуваат со успешните настапи во првенството. На гостувањето во Струмица против фаворизираниот тим на АБА, тие славеа победа од 50-42, со што докажаа дека со право се вмешуваат во горниот дел на табелата. Во моментот се меѓу најдобрите 4 екипи во овогодишното првенство и доколку продолжат со слично темпо, можат да се надеваат на висок пласман. Средбата против Струмичани беше одиграна како на дополнување, со оглед што нашиот тим пред 10 дена имаше гостување на силен турнир во Полска, од каде исто така се врати со поголем број признанија за своите млади кошаркари. Слично на нивните клубски колеги во машка конкуренција, успех во Струмица забележаа и девојчињата кои се надпреваруваат во М14 лигата. Нивен домакин беше тимот на МВП Академија, кој се покажа како слаб противник, па на крајот гостинките од Баскет Дино славеа минимална, но заслужена победа од 40-37. Со оглед што се работи за млада женска екипа, со која Кочанскиот кошаркарски клуб започна да го пробива мразот во оваа конкуренција, успехот против Струмичанки е повеќе од добреден и представува поттик за добри настапи во продолжението од првенството. Инаку во конкуренција се 14 екипи,
а надпреварите се играат турнирски заради намалување на трошоците. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.